Родителите и вработените во основното училиште Крсте Мисирков се вклучија во хумана мисија и даруваа крв. За прв пат во организација на училиштето се спроведува крводарителска акција. Одговорните велат дека ова е со цел токму од најмали нозе учениците да научат за тоа што значи дарувањето крв. Припремаме, односно испроведуваме хуманитарни акции по различни датуми кои ги одбележува Црвениот крст на Република Македонија, а и ние се приклучуваме. Токму овдека треба почетоците да почнуваат од најмали нозе, да кажам, од училиштето, односно учениците, од најмалата возраст. И на самите фотографии, кога ги погледнете, ќе видите голем број на ученици како се вклучуваат во акциите, се разбира, дарување на гардероба, храна и така натаму, но овдека преку ова сигурно дека и тие ќе заклучат од нивните родители дека едно време кога ќе пораснат и тие ќе можат, односно ќе станат дарители на крв. Бројот на пријавени се движи од 40 до 50 дарители и одзивот е задоволителен, информираат од Институтот за трансфузиона медицина. Крводарителската акција во ова училиште со родителите на учениците во основно училиште Крсте Мисирков за прв пат е организирана. Значи и како прв пат мислам дека е успешна акција. Одзивот е голем. Бројот на пријавените од 40 до 50. Така да како организација, како акција која што за прв пат се организира, може да се рачуна како успешна акција. Состојбата со бројот на крвни единици во Куманово и во Република Македонија доста голема, а годишно се трошат од 55 до 60.000 единици крв. Институтот е снабдуван со крвни единици. Годишно се трошат од 55.000 до 60.000 единици крв и слободно можеме да кажеме дека институтот е снабдуван со крвни единици. Лаборантиве, докторите од институтот успешно одат низ сите градови за собирање на крв, односно во крводарителските акции и можеме да се фалиме со состојбата на крвот во институтот. Крводарителската акција во организација на основното училиште Крсте Мисирков, Црвен крст Куманово и Институтот за трансфузиона медицина.